Полека се намалува бројот на заразени од COVID-19 во Крушево, кој што брзо се зголеми после завршувањето на празниците. Крушево тој период беше буквално преполно со туристи, што на еден начин доведе да од 368 тестирани, позитивни излезат 170. Но здравствените власти веруваат дека таа бројка била и поголема, затоа што дел од граѓаните се тестирале сами дома со брзи тестови или пак воопшто не пријавувале дека имаат ковид ако имаат лесна клиничка слика. Се намалува бројот, значи се намалува, се стивнува многу голем број и прележаја, значи тоа се луѓе кои што ние сме ги тестирале, има и кои што сами се тестираат и во домашни услови не се јавуваат, не пријавуваат, така да мислам дека полека се надминува ситуацијата. И лекарите и општината ги предупредуваат граѓаните да се вакцинираат и да ги почитуваат мерките и протоколите за заштита, затоа што иако можеби омикрон сојот давал поблаги симптоми на болеста, сепак дел од пациентите биле и хоспитализирани. Новогодишните празници и овие верските празници кои ни идеа дека предизвикаа олабавување на луѓето, нормално да се дружат, да се собираат луѓето, не дека не сваќаат која е тежината. Меѓутоа, мислам дека едноставно народот сака да се дружи и веќе долго време трае ова ситуација. Сакам од тука да апелирам дека треба да се преземат сите мерки, односно лични мерки, заштитни мерки од граѓаните за носење заштитна маска, држење дистанца, негрупирање. Сите оние содржини кои ни стојат на располагање во Крушево знаеме дека се на отворено, меѓутоа сепак да се држи она природно растојание од 2 метри. Инаку нови 2341 случаи се регистрирани во претходното деноноќие на територија на државата, што е речиси 38% од вкупно тестираните 6193 лица. Во моментов активни биле 20.856 случаи. Најмногу во Скопје 11.390, потоа второ е Битола со 1613 случаи и трет Прилеп со 754 активни случаи.